Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите торта ден и ноќ. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 5 јајца, 1 портокал, за пандишпани ноќ 10 јајца, 10 лажици шеќер, 1 прашок за печиво, 200 грама мелени ореви, 3 лажици брашно, 1 лажица какао, 100 грама чоколада за готвење. За пандишпан ден 5 лажици шеќер, 150 грама сечкани ореви, 100 грама суво грозје, 2 лажици брашно, половина кесичка прашок за печиво. За фил половина литар млеко, 15 лажици шеќер, 4 лажици густин, 2 лажици брашно, 250 грама маргарин, 7 лажици шеќер во прав. За украсување 100 грама чоколада за готвење, 100 грама бела чоколада. Потребното време за подготовка на овој десерт е 2 часа и 30 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпаните ноќ. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Потоа во садот ги додаваме прашокот за печиво, брашното и какаото. Ги додаваме и мелените ореви. Промешуваме. На ситната страна од рендето во садот ја рендаме чоколадата. Мешаме додека смесата не се соедини. Тестото го распоредуваме во 2 тркалезни калапа за печење обложени со хартија. Калапите ги ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме пандишпанот ден. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките. Со миксер ги матиме белките. Во садот за матење го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа во садот ги додаваме прашокот за печиво, оревите и сувото грозје. Го додаваме и брашното. Мешаме додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во тркалезна тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Започнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган налеваме околу 250 мл млеко. Го додаваме шеќерот. Преостанатите 5 жолчки од пандишпанот ден, брашното и густинот ги додаваме во мензурата со преостанатото млеко. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко ги додаваме размешаните жолчки. Откако кремот ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Калапите и тавата со испечените пандишпани ги вадиме од ревна. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење ги ставаме маргаринот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот не стане пенест. Го додаваме изладениот кремот жолчки. Матиме со миксерот додека смесата не се соедини. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од портокал. Повторно матиме со миксерот додека филот не се соедини. Портокалот го цедиме во цедалка. Од
ткала подговадиме првиот пандишпан ноќ. Му ја отстрануваме хартијата. Го ставаме пандишпанот на чинија за торта. Го попрескуваме со сок од портокал. Потоа пандишпанот го премачкуваме со фил. Од тавата го вадиме пандишпанот ден, го ставаме врз филот, му ја отстрануваме хартијата. Го попрескуваме со сок од портокал. Го филуваме. Потоа врз филот го ставаме и вториот пандишпан ноќ. Ја отстрануваме хартијата. Го попрескуваме со преостанатиот сок од портокал. Целата торта ја премачкуваме со фил. На крупната страна од рендето врз едната половина од тортата рендаме чоколада за готвење. Врз втората половина рендаме бела чоколада. Белата половина од тортата ја декорираме со сонце од жол фондан. Црната половина ја декорираме со бели ѕвезди од фондан. Со готварска четка ги боиме ѕвездите со златна прехрамбена боја. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа и 30 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!